пред сва, вот ти кажеш ли, мене жена ми знаеш ако ме заеба. Идеш дома, ке не се клециш. Так, дома, ке не се. Не, мисля, не ти, но аз си кажа. За мене си кажа, видиш, ке не се дома да клециш, идеш клециш, ама, клециш, ама сега тука са сите, 12 души си окукява. Стара, баба, комшията, децата от комшията, майка, татко, сестра, брат, нали, така, той сите си тук. И клециш, зади ще разговора, така. Как? Помисли днеска поза. Ке обясним тази по-късно за дечото. Чекай, после. И ти клецаш умисли днеската поза, клецаш, ама на майка и се моча. И ти мислиш да ги се моча, ама не е то. И она се качва, и слушаш ти клецаш. Убаво ти, мислиш, не си убаво, окей, все супер, и починя, се слушаш там. Се качва стара. Каши гледаш тук у лагото, вест. Големата е. Натре си ти. Само да натре. Ти се потиш от хора си. Починя ръцете да те болят. Да се плезеш. Она ти вика, мате. Лесно ти е телепичка. Како ме натера да я вземам за жена? Тука ме заеба. Боки. Ми каже, Боки знам дека ќе бара нешто. Викам, шо ќе бараш? Ево го тука, ти го да. Еве тоа. Сакаш ли јас и ти? Цел живот. Колко сакам да се тецара. И ти имаме тот клуб. Си глуп си викаш. Сакам. Много сакам. Кога сакам? И колко сакам? И без ово да се тесам. Да. Како? Вземи за жени, ке си седиме заедно да живеем. Кај ми прстено. Дай руката. Дали сакаш ти? Сакам. Ти сакаш, окей. Добро, завършваме. Утре, матушка, сватба, вечерта, ти свече имаш да бъде, ти весела, цяла вечер весела. Ти клеца. Оли мисля, ти викаш, леле, дето види, ако е весела сватбата, как да сватба, кой не си, яки клеца. Яки си клеца. Идеш, брат, вечерта, дома, гледай се, ако ти смогни. И сега, за тебе ти го кажу, ама ти да не се заемеш. Стига да се, дойдаш вечерта, спреме, тук спреме, тук те ма, мембраната ти изкача, готово. Искаш, брат, так, отваля, да те фрота това, вечерта се фрота. Чек! Шо? Пари да броем. О, путка ти от сестрата си. Шо сестра ми не е битно? Хайде, броеме пари. Она брой пари ти изпиеш, брат, не ти е битно тебе. Знаеш що е най-яко? Брой пари. Види го, 6 души са 50 евро. Пупичка, не ке ме видите вие ме на слава. Иде дай. 100 евро, брат, 100 евро, браво. От ке мойте си ти, знам това не, ще чуя. Завършва времето пари у 6,5 са бајали. Ти кажеш, ајде сега ти си, чекай бе да спиеме, ти будела ли си, болат ръце нозе се ме буди кod štitli to, midli to. Запамти го това, ме болат ръцете нозе ще стигне, главата, Ти се от този момент натаму, всеки ден, чекай ме болат мам, сега туга, башка сега зимна сезона. Сега се отвори сезоната на ке се депилирам утре. Сега нека да ги стопнеш човека сега, че ти имам сега мага на лоша да ги депилирам, нека. На шо? Само ръцете се стрели, нищо друго. На шо е? Утре ке се депили, утре, да. И се кажу, и аз от жена ми, мои термини имам. И имам закажено 25 термина, доктор казва не го доаѓа. Утре, се депилирам, утре. Ама викам, не е битно, ме даде го мушна. Не гледаш сега ти това тука, утре. Утре. Така да, що си глецам? Денеска глецаш, брат, и нема да се заебиш около мене. Разбираш. Не ме разбираш. Вика, не, ми дава редовно, то sve je okej. Що ти кажа му ти? Кажи му, не ми верува, вика, не, надлажиш me.
Зашо он има тетоважи? Па сака болка да осети нешто го боли од тут. Зашо нема коса човекот? Па и јас немам више коса. Зашо пустил брада? Па нешто, брат. Ти си добар. Ти немаш гајле. Теби она да не ти дај више полашти тепја тука. Сука путо. Осети таа работа. Осети. Не ми кажи ти са. Сега, ме прашуваат луѓе, вика, Боки, како е брачен живот? Ево ти како е брачен. Ама ја не им кажам така, мало ме сретнуваат другари, пријатели, вака на телевизија, че како им брачен, супер. Многу јако. Јас се заебам, заеби си ти пичка, ти една матер. Сега ще ти кажам, прва вечер брачна идила. Прва вечер брачна идила. Ама не се лjuti сега, па ти. Не се борам тебе, ти сега се жениш, за тоа тебе ти кажа. Кој друг е, кој е тука има со вереницата, кој е, нема правно нешто. Не смеат ништо. Ама да не биде после, шо? Брачна идила, брат. Сите викат, како ти е, шо ти е, сега ти кажам тоа. Песната од Владо Јаневски, што и дај ке помина, е за сите женати мажи. Че таа песна не е за татко му, мајка му, водно, љубовта, не. Таа е за сите женати. Еве ти кажам зашто. Што се дешава? Месец дена, осем речењето, што ти го кажам прес, што те прави, кого прашува за речењето? Тебе те прави, извини. Со речењето. Пред да ја земам за жена, брат, идеме на одмор, девојчево, 3 години за лето идеме на одмор, бе гласно да се слуша. Спиеме, легнуеме, плюкам. Не таму. На нос турам, да видам дали диши у пичку. Ама silent! Silent! Ни снус, ни ништо, silent! Видим пичку. Прва вечер, бројме пари, легнуеме, да спиеме, ти си се комбирал, само што си заспал, прва вечер. Прво си викаш комшијата. Пошто си устанав тука 5-6 месеца, го слуши, чак пат го слушаш, ама толку гласно не го слушаш, како до тебе да е. И прва ствар ке машките е негација. Не е она. Ја фаќаш дека се дупи со колегата, не е она. Дека не ќе фаќаш, влагаш унатре, у собата, ја гледаш се дупи со колегава твој и со најболи со кумот се дупат, така се ускопа на кумот и гледаш, не е она. Чекай, они се дупат, ти влагаш, чекай, ја погледа цицка уште има таа, како што е дремката, не е она. Не е она. Исто е ова. Не е она. Не е она. Искачаш од таму, влагаш у вецето, ти се как? Како да не ти се как? Скокаш цела вечер, гледец. Што пак ти тука не? Удале тука ти пак мислите, пичка, амо мајче. Се помируваш со фактот дека она. И така ти треба едно месец дена да се навикнеш дека е она. Ти не спиеш, она е конј. Кома! Влага! А никад не хрчава. И месец дена не спиеш. Сите фази на полеченци ги поминуваш. Прво немаш полеченци, па имаш полеченци, па пак немаш, па имаш, па почињаш жут, бел, зелен, до лилјаков. У еден момент целиот си полеченјак. Немаш фаца. Целиот си полеченјак. Месец дена не спием. Владам у кататонична ситуација. Када има некој недо психолог, кататонична, знаете ли што е? Тоа ти е као гледаш у една точка, болете патиката, го држиш да ниското, месец дена вака го држиш да гледаш у една точка и не осеќаш болка, брат. Ништо не осеќаш. Само трепкаш и гледаш у една точка и само чекаш
не знам, да ти се мочи, ти идеш да мочиш, ама лако идеш да мочиш. Се рагиш, не живееш, вегетираш, не спиеш. Она си иде на работа, си тера, sve, окей, ще супер, си склеца там, не е пипшо път, ти толкова гледаш и едно време, защо да ви кажем се по-разна коя съм тази прича от Влади Яневски всеки ден. Гледаш една тачка, меняш програмите, она хърчи на седмица. Симо с обички, не бе Симо, не ги сечи, она вика, не, шо ги, ке ги. Ти, брат, пуща телевизорът на МТМ, тази телевизия не е постоянна, ти я гледаш. Не ти се живе, целият свет ти е слушан, не гледаш, имаш само кредити и стан, и още един кредит от тебе, защото ти ще пърди серии и хърчи. И меняш по програмите и най-еднъж ти се пуща Владо Яневски. И ти си викаш, чекай, сакам малко да попуща на осмица, да слушам Владо, како пее. И стискаш на осмица, она се пуща на 10. Извини, само. Не збора. И ставаш на мутен. Мутър се прави. И починя Владо Яневски да пее. И аз не го слушам, от уста му читам. Не ти е лесност на тачка. Мислиш, светът се не тачка. Всеко е лошо, за добро е, лажеш курво. Що и да е, те боги, не лажеш курво. Що и да е, ке помине. И аз тук се прашувам, кога? Кога? Той ќе умре? Не лица која ќе дойде на смртта не разред, така? И аз си купих гробно место. Ама се у Скопје не дава две гробни места, си купиш едно друго. Едно под друго. Значи сега не копа тупка 2 метра, озбилно ви кажам, 4 метра. Нема место, бе, брат. Тука нема место, замисли горе како е. И сега, аз си викам, пичка на майчина, кога? Ти ги умреш пред нея 100%, не спиеш место, я не спием 3 години не спием. Стоца, ќе го утри кај идем, готово, може задни наслапи, утре не нема да дойдат, нема кај да дойдат, нема там 100%. Сада нема да е 100%, ти нема да е 100%. А може и ја нема да дам, ти ме папне срце се напуца назад. Толкова не спиеш, брат. И аз викам, кога ќе проделам му пичко мати? Тук ме закопаат 2 метра под земја? Да, ти умреш пред нея 100%, на 35 години чудо, она ти на 85-90. Ти те фрал доле. И си викаш, сега ти се наспи. И ти трябва едно 5 години дренка да те фадиш. От замор. И почине, паѓаш, се надре, си викаш само да не е она. Си майката любов за тебе. Си майка. Дали ќе се жениш? Оди истори го стресоце. Нема да се жениш. И да свършиме полека. Моментът ми е со женјање, види се. Не може да стане. Јас тоа го стартив од Кавлевов управ, многу касно. Да. Али, знаеш што? Тебе, кој живе тука заедно со девојка му само не правам ништо, само стварно, некој да крене рака што живее заедно со девојка му со жена, ти не се рачунаш. Таму има, ти таму. Мажени сте, жените сте заедно.
Ерген, ja? Не, озбилно, живеете заедно со жените, така, не сте развели така. Па кај да живее, брат, што се сраме да има мајка, никој не те гледа таму кјажуци. Сега, како сте тука искочили сами, мене тоа ме интересира. Или по протокол се на другата страна? Не сте да вие жените, они се сами искочи, они им викат искочи с тобой. Дома што се држа, ја не можам да искочам да не се настапи во 8 дома и 8 месеци изгинам дома. Изгинам. Искачам да настапи, кај идеш у дискове, другари у дискове, брат. Да, у диско, не века, не имам настапи. Тоа е, пази се. Женска логика. Све е обратно и све е шифра, брат. Све е обратно и све е шифра. Пример, ќе почнем од најпросто да работи. Просто работа. Видите ги си, не сум видел. Прв пат да не видам двајца. Шо правите вие таму? Пиете, Кажи ми, колко време сте заедно? 3 години, доста е тоа. Сега, кажи ми вака сега. Не е доста да го оставиш тук, мислам младото в нея. Кажи ми, кога ќе ја прашаш, не за нешто, пример. Било што, како си? И однако ти каже, ако не ти каже ништо, што си викаш ти? Она ти кажеш, маче, шо плюс, добро ли не? Си кликнал, например, лайк на Инстаграм негде, кај што не треба, или си фоловнал таму, кај што не треба, мислам, кај што има така, има. И, ама не го правите, само скролаш, не е фоловнал, си ја бараш на срч, си ја бараш, дај. Ама тоа ми се свиѓа, така треба, да си кажеш. Не вади маската, него те... Стано ли? Сега, кога ќе ја прашаш, не гледаш дека нешто не е расположено и викаш, како се викаш, извини? Бранкица. Кога ќе прашаш Бранкица? Како викаш на Ганова? Бранкица, много другачко пичко. Бранкица те вика, строга си ти. Мене Бојан ме вика само кога е проблем. Иначе сум не. Дома сум мало. Името не може да ми го... Значи, дојат гости дома, не може да ми го слушаш името. Како се викаше, бе, дечко? Нема, ало, ајде, Тоа е дома, јас сум дома, И дома сум исто, иди, имам 2 имиња дома, иди и дај, тие се двете исто. Иди, купи ми, или иди, купи и дај ми пари, тие се двете ствари. Сега, Бранкица, тоа е прекрасно едно кратко име. Значи, кога ќе речеш ти Бранкица, више помина настапот, зашто ми изгледа. Шо ти е? Ова е Бранкица. Ништо. Зашто ја прашуваш, брат, шо ти е? Кога ќе ги видиш вака паста, само си одиш, брат. Или, например, ете ти си убаво шишан за мај, ајде. И ја гледаш паста, склати ме, склати. Шо ти? И она мене ми вика, жена, Каролина. И кога маче, шо ти? Шо ти? Па нешто си нервозно. Не сум! И трга да си оди. И си оди. И сега, како се викаше ти? Александър. Кога си оди Бранкица, твоята задача е да ја запреш. Да ми битна да не си крив. Она треба да си оди. И твоята задача, Саше, Александър, е да ја запреш. Те чека. И се врти. Ке си оди? Добро да оди си. Добре. Ти първа не можеш да се наприл. Ке си оди? Добро оди си. Ти мене не ме сака. Добро, остани. Нема! Па сега оди си. Добро, остани. Зашто не ми кажа првиот пат?
Никога не си. Пази, а сакаш да ја прашаш нешто. Се заговорили у кофа да ти скажеш, де сте да ме наговори, добро? Треба да те пушти да изкочиш. У кафана видиш, другарите. Пример. И сега, да е, не е да. Обратна, увек. И кажеш, така, сабота, например, те ги скочиш у кафана, с другарите. Ова е нервозно, што ти видиш? Се како ќе ја прашаш, бе? Па јас заедно со жени кои ја кафана немам видам, дома имам старно слика од кафана. Ја урамив. И одам така и го обучам се Мањов да гали ствари, знаеш, гледа, например, не знам, на слика ќе види кучи, викам погали кучи, ти прави кучи. Така правим ја на поти, кафанче. И викам на Мањов, погали ја кафана да турмуеш, че тато не може да иди у кафана. И тоа. И сега, сакаш да идеш у кафана, така другари вика, пази, другари, ниједен не е женен, сите педери. Ниједен не е женен. Ајде бе, педер, се собравме тука, сме у кафана, у те нормално, никад те нема. Ти стварно те нема, стварно. Сакаш да ги поставиш прашка. Само да имаме гледа турски серии да надокнадят тия. Преку недела што не лева. Цели тука си гледа турски серии, ти сакаш да ги поставиш научно-фантастично прашање. Фацата е не ме замари сабота, иди и дай, тоа е, идеш на пазар и дай пари за изкачање, толку. Си гледа турски серии, се спрема и сега ти тука си пред вратата, сакаш да 9 саат. Кваката те гледа, ти вика, ти се смее. Штипския кваката не можеш да ме отвориш. И викам, не я ви гомна. Що Господ, да? Колона. Dead people. Тука ми е гласът. Маче, той свари кафе. Лота! За тебе ти е проблем. Лота! И се врагаш после 5 минути, ако е наблизко за 3. Кафето е горко и сте организирата душа. По-голема доза на страх не смеш да го стоиш. Обе. 10. Шо правиш, бе? Рапум си. Која песна? От то не зарем на нея, знаеш. Мешка страв мене, не страв. Маче? Малко така ке... Мислам, сакам де. Ке одам. Оје, педери, знаеш, гледај. Педери, така инцидентно се